Гласници на надежда. Глава 34. Дали тој е самиот Христос? Различни религии и секти имаат различни погледи за Исус од Назарет. Некои велат дека тој е еден извонреден чудотворец и навистина тој беше. Некои велат дека тој е пророк, можеби не еднаков на Мојсей, но многу важен пророк. Може да се согласиме и со нив. Да, тоа е вистина. Христијаните од сите нации веруваат дека Исус е ветениот Месија и спасител на сите кои ќе го прифатат Него. Сите кои веруваа во Него. Ние ги нарекуваме нив верници. Имам сретнато од многу различни места и од многу различни земји. Например, сум сретнал верник од Индија. Имам сретнато верници од Јапонија, од Швајцарија, од Етиопија, од Египет, од Либија, Грција, од Америка и многу други земји. Да, верниците од сите нации веруваат дека Исус е Месијата, оној кого Бог го вети и спасител за сите кои ќе го прифатат Него, сите кои веруваат во Него. Во секоја генерација прашањето за Исус мора да се одговори. За многу луѓе Исус е загадка. Тие го поставуваа прашањето, дали овој е вистинскиот Христос? Денес ние ќе го откриеме тоа во Јован, 7 глава, од 25 до 31 стих. Тогаш некои од жителите на Ерусалим рекоа, не е ли овој човекот кого бараат да го убијат? А ете, зборува слободно и ништо не му велат. Да не се увериле старешините дека тој е навистина Христос? Овој го знаеме од каде е, а кога ќе дојде Христос, никој не ќе знае од каде е. Исус пак, поучувајќи во храмот, извика и рече, и мене ме познавате, а знаете и од каде сум. Не дојдов сам од себе, туку вистинит е оној кој ме прати, кого вие не го познавате. Јас го знам, затоа што сум од Него, и тој ме прати. Тогаш сакаа да го фатат, но никој не стави рака врз Него, затоа што уште не беше дошол неговиот час. А многумина од народот поверуваа во Него и велеа, кога ќе дојде Христос, зарем ќе направи повеќе чудотворни знаци отколку што направи овој? Дали овој Христос? Јас предлагам да ви одговорам на ова прашање. Да. Овој е Христос. Во овој текст може да видиме неколку докази кои го поддржуваат мојот одговор дека овој е Христос. Прво е мистеријата за неговото доаѓање. Во идентитетот, тој е оној кого сакаа да го убијат. Имаше нешто мистично за него, затоа што тие рекоа, овој го знаеме од каде е, но сепак беа многу несигурни за него. Тие рекоа, кој е овој човек? Да не се увериле старешините дека тој е навистина Христос? Но тие рекоа дека го познаваат Него. Да, ти можеш да отидеш таму, токму сега, во земјата каде тој живееше. Ти можеш да го најдеш местото каде што тој пораснал. Ти можеш да го најдеш градот каде што тој се родил, можеш да го најдеш местото каде што тој служел покрај морето на Галилеја. Тие го познаваа, но сепак имаше нешто мистично за него, затоа што тие беа толку несигурни за него. Библијата предвиде за доаѓањето на Месијата. Битие, 3 глава, 15 стих. Толку рано. Бог рече дека семето на жената ќе го сотре семето од змијата. Кога Јаков се збогуваше со своите синови во Битие, 49 стих, тој рече за Јуда дека жезелот нема да се оддалечи од Јуда додека не најде оној, кому му припаѓа, кому ќе му се покорат народите. Пророкот Исајаво, 7 глава, 14 стих, го предвиде раѓањето од девица. Тој рече, еве девица ќе зачне и ќе роди син, и ќе му даде име Емануел, Бог со нас. Сега цитирав само 3 пасуса од Стариот Завет, предвидувањето за доаѓањето на Исус. Има нешто мистично за неговото доаѓање, но таа мистерија се прочистува кога ќе ги видиш предвидувањата во Библијата за него. Има и втор податок со кој сакам да ви го привлечам вниманието. Начинот за неговото доаѓање. Кога Исус одговори на тие луѓе, тој рече, и мене ме познавате, а знаете и од каде сум. Не дојдов сам од себе, туку вистините оној кој ме прати. Тој рече, тој бил испратен од вистинскиот. Сега,
Кој може да биде тоа? Мојсей праша кога Бог го повика од грмушките во пустината. Кој да кажам дека ме испратил? И Бог му рече на Мојсей, кажи им, јас те пратив. Пророкот Исаја, зборувајќи за Бог, рече, нема никој друг како Бог. Со кого ќе го споредат него, рече Исус. Оној кој ме прати е вистинит, кого вие не го познавате, но јас го познавам него, затоа што јас сум од него и тој ме испрати. Можно и ние да го познаваме Бог. Не во истата смисла како што Исус го познаваше него, но многу реално ние може да го разбереме Бог. Но начинот на доаѓањето на Исус е многу јасно опишано тука. Никој друг не бил во можност да изнесе такви тврдења. Тој беше познат од своите соседи и од својата фамилија и сепак не го познаваа него. Причината е тој беше испратен од Бог. Тоа е начинот на неговото доаѓање. Гледаме и трет податок. Чудото за неговото доаѓање. Тие не можеа да го приведат него. Тие би го направиле тоа, но не го направија затоа што уште не беше дошол неговиот час. Тие се обидоа, но не им успеа. Може слободно да се каже дека животот на Исус беше зачуван се додека часот не дојде за тие да го однесат него. Тој самиот беше чудо. Во овој текст кажано ни е дека многу веруваа во него, заради чудата кои тој ги правеше. Неговите чуда сведочат за неговата вистинитост. 38 чуда кои Исус ги направи за време на неговата 3,5 годишна служба се запишани во Евангелијата. Не е ни чудо што кажаа тие. Кога ќе дојде Исус Христос, зарем ќе направи повеќе чудотворни знаци отколку што направи овој? Се разбира дека нема, затоа што тој беше Христос. Чудо беше неговото раѓање и неговата смрт. Тој беше роден од девица. Никој друг не е и не беше роден од девица. Тој го даде својот живот на крстот за тебе и за мене. Тој во една прилика кажа, никој не го зема од мене, самиот го давам. И пак го давам. Целиот негов живот е чудо. Чудото за неговото доаѓање е јасно, ако ги проучуваш записите за него внимателно. Одговорот на прашањето е ова. Тој е Христос. Да, врз основа на овие докази, мистеријата за неговото доаѓање, начинот за неговото доаѓање и чудото за неговото доаѓање. Мој пријателе, ако ги проучуваш записите внимателно, тогаш одговорот е да, овој е Христос. Дали веруваш во него? Небесен Татко, сакаме да ти заблагодариме за јасното учење од Божјиот збор, за зборовите на Исус кои се сигурни и од голема помош. Јас се молам за мојот драг пријател сега пред неговото радио, Светиот Дух да ги употреби овие зборови за негов благослов, како што ќе го предаде неговото срце во вера на Исус. Го барам ова во името на Исус. Амин. Гласници на надежда.